Тешко ќе им оди земјоделското производство на струмичките земјоделци следниот зимски турнус. Цените на репроматеријалите драстично се зголемија, па градинарите немаат сметка воопшто да се занимаваат со производство на храна. Од Сојузот на земјоделски синдикати велат дека загрижува огромната незасадена површина во Струмичко. Ова година на колку површини и колку ќе бидат застапени културите кои што беа одредувани во зимскиот циклус, кои што бараат дополнителни трошкови, пред се тука се однесуваше обезбедување на температура, дали со газ, дали со дрва, дали со нафта, а имајќи го сето она што се случува на пазарот, по која цена се набавуваат тие енергенци, мислам дека немал број од самите производители ќе се откажат во самото производство, додека тие што ќе останат во циклус на производство ќе бидат соочени со доста огромни цени на производство. Ѓубривата и другите репроматеријали не се единствениот производствен трошок на земјоделците. Од почетокот на војната во Украина поскапеа горивата кои се важни за затоплување на пластениците во зимскиот период, но и наводнувањето во овој регион кој главно користи мотори за наводнување што работат на бензин. Мораме да потенцираме дека во различен процент е и висината на набавката на репроматеријалите. Еве, мораме да потенцираме без храна, што значи без набавка на ѓубре, ќе немаме ние никакво производство што се вели, или во сосем намалени количини, тука имаме дури до 300% на отделни типови на ѓубрива. Висината на зголемување на цените за разлика од пред пандемијата и на останатите репроматеријали, пред се тука се мисли на заштитни средства, е доста зголемена од 50 до 100%. Снабдувањето со храна во следниот период го потенцираа како приоритет и Обединетите нации. Генералниот секретар Гутереш изјави дека напорно се работи на намалување на последиците од војната во Украина, што резултира главно со енормно покачување на цените на енергенсите, ѓубривата, но и недостаток од жито.